кога ги собрава нашите, јас се криев. Имав добри комши, никој не ме кажа. Децата што играа надвор прашуева, бугарски војници беа, бугарите ги земава. Бугарија беа заедно со Хитлер, со немците. И бугарите дојдова, бугари стража, бугари ги собрава, бугарите куќите располагава, бугарите све. Бугарски војници прашуваат, има ли тука еврејка? Нема, ама да ме знаева, сите ме знаева, али не ме предале никој. Не заштитуева едноставно. И свекрвата моја, јас кога ги собрава у логорот тука, у Монопол, сакав да идам да ги видам моите, мене ми беше многу тешко тамо, браќа, сестри, сите, братучеви, баби, сите. И свекрва ми рече, не, вика, како ќе одиш, вика, имаш овдека 2 дечиња мали, вика, како можеш да одиш тамо, ќе те викне, еден ќе те викне, друг ќе те зимат унатре. Како ќе направам јас од деца и не ме пушти, нема да ида да ги убиваат валда. Ние мислевме дека ќе ги зимат и ќе ги носат у некој логор и после ратот дека ќе се пуштат. А меѓутоа они направиле лошо. Ги земава невин народ. Невин народ настрадава. Имав ја браќа. Брат ми земава 28 години, другиот брат 25 години, третиот брат 20 години, сестричка 15 години. Татко ми не беше многу стар, он беше 60 години тога и мајка ми таку, мачејата немав, мајка Мачеја, и она не беше многу стара. Па братучетки како кукли ги имав. Братучеви што имав, многу убави луѓе. И така, болка голема. Ми остана рана на срце. Имало душмани по векот, упропастиле народот, ни ги зедоа сите најмилии што бева. Среќа што го зедов дедоци, па да останам ја жива. Среќа и несреќа, затоа што уште поголема болка е. Ми е жал. Како да не ти е жал, имајќи толку народ, да бидеш сама кроз животот.